Да не Може би останеме кај гадежна оператива и имаме, ако сметаме бидејќи дел од тие пари се предвидуваат за коридорот 8 и коридорот 10. Това што се е веќе во договорени активности за кои што ќе треба да бидат исплатени степенот на реализација, така да голем дел од нив ќе биде таму, кој што не е директно наша гадежна оператива и покрај тоа што кооперантни односи и тие учествуваат во тој дел и тоа е добро. Тоа е директно импактот кој што ги дава, некаде се очекува 0,8 до 1% раст да предизвикуваат токму тие градежни активности, по основ на тие инвестиции, бидејќи бруто инвестициите и потрошувачката се единствени компоненти кои што проектираат импакт во растот. Така да индиректно тие имаат влијание. Од друга страна, зашто се предвидени 130 милиони евра помалку од тековно предвидените 25-та, јас го гледам многу реално, затоа што ако 25-та досега ви е реализиран 45%, што треба да предвидувате? Само во основните буџети проектирате нешто глорифицирано, гломазно и веднаш во ребалансот да бидат пренасочени за потрошувачка или пренасочени за други алокации. Мислам дека тоа е полоша варијанта отколку ова. Ова е пореална варијанта, само што треба да се поработи во издигнување на капацитетот на нивна реализација.